периодот од 2020 до 2023 година, на македонските патишта се случиле 31.176 сообраќајни незгоди, од кои 15.724 со потешки последици, а животот го загубиле 457 лица. Ова го покажува ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија за безбедноста во сообраќајот на патиштата во Република Македонија. Иако надлежните институции преземаат мерки за подобрување на условите за управување со безбедноста во сообраќајот, ревизорите оценуваат дека тие не се доволно ефикасни за намалување на жртвите во сообраќајните незгоди до посакуваното ниво на национално и европско ниво. Втората национална стратегија за безбедност на сообраќајот на патиштата за периодот од 2015 до 2020 година, која имала за цел намалување на бројот на жртви, не ги постигнала поставените цели. Бројот на жртви не е намален до просекот во земјите членки на Европската унија, бројот на сериозно повредени лица не е намален за 40%, а бројот на деца жртви не е сведен на нула. По 2020 година не е изготвена нова национална стратегија за безбедност во сообраќајот. Во отсуство на таков документ, владата ги воспоставува и имплементира политиките за управување со безбедноста во сообраќајот низ други стратешки и плански документи, во координација со надлежните институции. Министерството за внатрешни работи упати апел до матурантите и нивните родители во пресрет на матурските прослави, повикувајќи на одговорно однесување и почитување на сообраќајните прописи. Апелот содржи јасни пораки: на матурска прослава без автомобил, без конзумирање алкохол, без користење наркотични средства, без нарушување на јавниот ред и мир. Според сообраќајната статистика, во деновите кога се организираат матурски прослави се зголемува бројот на сообраќајни незгоди, при што голем дел од учесниците се млади луѓе, матуранти. Многу од нив се здобиваат со тешки телесни повреди, а некои за жал го губат својот живот. Министерството за внатрешни работи истакнува дека одговорноста за девијантното однесување на дел од матурантите во сообраќајот е првенствено кај младите, но и кај нивните родители. Не дозволувајте им на своите деца да одат на матурска прослава со автомобил. Грешките во сообраќајот може да бидат фатални, се наведува во апелот. Со цел да се избегнат трагични последици, Министерството за внатрешни работи ги повикува сите матуранти да прослават одговорно, без употреба на алкохол и дрога и без нарушување на јавниот ред и мир. Безбедноста треба да биде приоритет за сите учесници во сообраќајот, особено за младите кои го слават завршувањето на своето средношколско образование. Во Нови Сад, Србија, се одржа судење за инцидентот во кој учествуваа студенти и граѓани кои се судрија со полицијата. Инцидентот се случи за време на протестите против новите образовни реформи, кога полицијата употреби солзавец за да ги растера демонстрантите. Неколку лица беа приведени, а меѓу нив се и познати активисти. Судскиот процес предизвика големо внимание во јавноста, со оглед на тоа што се поставија прашања за слободата на изразување и правото на протест. Одбраната на обвинетите тврди дека употребата на сила од страна на полицијата беше неоправдана, додека обвинителството истакнува дека протестите прераснале во насилство, што оправдало интервенција. Судскиот процес продолжува, а јавноста со нетрпение ја очекува пресудата која ќе има значајно влијание врз идните протести и односот помеѓу граѓаните и полицијата во Србија. Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте, изјави дека гледа можности за напредок во завршувањето на војната во Украина, иако рускиот председател Владимир Путин не присуствува на мировните разговори во Истанбул. Руте е внимателно оптимистичен дека би можело да се постигне некаков пробив во следните недели, но потенцира дека успехот зависи од присуството на релевантна руска делегација. Тој истакна дека топката е во дворот на Русија и дека тие мора да ја објаснат својата позиција и намера. Украина, според Руте, е подготвена за прекин на огнот и итни преговори, што создава шанса за напредок. Првите директни разговори лице в лице по повеќе од 3 години треба да се одржат на 15 мај во палатата Долмабахче во Истанбул. Средбата ќе се одвива во тајност, без присуство на медиуми, а делегациите ќе бидат составени од технократи од пониско ниво. Рускиот председател Путин јасно најави дека нема да присуствува на овие преговори, што создава неизвестност околу нивниот исход. Американскиот председател Доналд Трамп ја продолжува својата посета на Блискиот Исток со пристигнување во Обединетите Арапски Емирати, каде што ќе се сретнат со лидерите на земјата за да разговараат за напредокот во развојот на вештачката интелигенција. Обединетите Арапски Емирати имаат амбиции да станат глобален лидер во оваа област и се надеваат на поддршка од САД. Како дел од оваа иницијатива, САД и Обединетите Арапски Емирати се блиску до постигнување прелиминарен договор кој ќе им овозможи на Емиратите да увезуваат 500.000 од најнапредните чипови за вештачка интелигенција на Nvidia годишно, почнувајќи од оваа година. Овој договор има за цел да го поттикне развојот на центри за податоци во земјата, што е клучно за напредокот во вештачката интелигенција. Меѓутоа, договорот се соочува со загриженост за националната безбедност во делови од американската влада, што може да доведе до промени во условите.
Во текот на својата 4-дневна посета на земјите од Персискиот залив, Трамп потпиша низа економски договори, вклучувајќи договор со Qatar Airways за купување до 210 авиони Boeing со широк труп, обврска на Саудиска Арабија да инвестира $600 милиарди во САД и $142 милиарди во продажба на американско оружје на кралството. Оваа посета ја нагласува стратегијата на Трамп за зајакнување на економските и технолошките врски со земјите од заливот. Трамп ќе ја заврши својата посета на Катар со говор пред американските трупи, а потоа ќе отпатува за Обединетите Арапски Емирати, каде што ќе продолжи со разговорите за напредокот во развојот на вештачката интелигенција.